Добре дојдовте во VIP на еден ден. Денешнава емисија ќе биде без најава, но како вовет ќе ви го прочитам писмото кое стигна на нашиот Facebook профил. Ви се обраќам за да споделам приказна на мојата тетка, за ако можете барем на еден ден да и го разубавите животот. Лани пред Нова година, прв пат бев кај нив, во село Мршевци. Ме поттикна тажната слика на Илката која ја видов на профилот на малиот Милан. Мала Илка со неколку хартиени лампиони, а тој насмеан. Ги посетив и видов дека живеат скромно, но среќно. Покуќнината им беше стара, но чиста. Живеа сложно и со насмевка ми кажаа дека сега откако Чичко Раде се вработил, ќе ја реновираат куќата и конечно ќе направат купатила. На Милан му однесов пакетче и си ветивме да се видиме во новата. Сите тројца ми испратија со насмевка, а по неколку дена дојде шокот. Даде, тато умре. Не знаеш како да вратиш на таква порака. Помислив колку е тежок животот едноставно. Здраво, јас сум Викторија. Стојна ми е тетка. Ја пријавив на VIP на еден ден не за да биде толку VIP, туку за да ја споделиме нејзината несреќа сите заедно. Мислам дека таа кога зборуваше, обкружена секојдневно со таа несреќа, не е ни свесна колку посреќна може да биде и колку работи и фалат. Затоа што се навикнала да преживува со основните работи и затоа веќе не ни гледа, се друго е, освен основното, се друго е луксус за неа на еден начин. Јас сум Стојна Димитриевска од село Мршевци, имам 45 години, мајка на едно дете, 12 годишно. И така. Јас сум Милан Трајговски, живеам во село Мршевци, имам 12 години. Знаев дека е тука омажена во Скопско село и јас тука студирам. Си реков ланската година го видов Милан, објави слика на Facebook со Елка, затоа што роднините се далеку, Елката на Милан беше празна. Немаше ни едно поклонче под неа и јас сакав едноставно да ги видам прв пат, да видам кај е омажена мојата тетка, како живеат и да се запознам подобро со Милан и да го израдувам, нели? Нова година е за радоси. Дојдов, ја видов ситуацијата, која не беше сјајна и за жал не е ништо променета на подобро од ланската година. Му донесов пакетче на Милан, позборувавме. Многу беше лошо, но имаше многу голема надеж. Тети Раде само што почнал на работа, не знам колку, 6 месеци или колку работа претходно, ја има направено долгото струја што не знам дали го спомна, кој бил 12 години неплатен и го влечеле по нив како товар, го беа направиле на рати да го исплаќаат и за уште 6 месеци ќе беа слободни од тој товар. Па има надеж да направат соба за Милан со тоа што Тети Раде работеше во фабрика за мебел. На еден начин да ја помогнат и на рати да ја направат собата, па така како што работи да се ја исплатува. Животот си го планираше многу убаво. Да реновира куќата целата, да го реновира. Еве сега там кај што се вработи, полку толку и ја ќе се вработеше, си тражеше работа, си бараше. И се обстаневме. Ќе си реновира куќата, све ќе си средеше. И кога работите оделена подобро, плановите почнале да се реализираат, а иднината да станува посветла. Новата година, место радост, донела темнина. На Нова година, после честитањето за Нова година со Милан, и после 3 сати слушнав
најтажната вест, тоа дека татко му починал, и тоа Милан ми соопшти многу тажно, даде, тато умре. Не знаеш како да вратиш на таква порака. Помислив колку е тежок животот, едноставно. Му кажав да биде силен, дека тој ќе биде сега единствена поддршка на мајка му и дека тоа е единствено нешто што се случува во животот, а нема никакви правила, нема како да се смени. Едноставно тоа е единствена случка што има најправолиниски тек и нема како да се промени тоа нешто кое се случило веќе. И сватив дека целата надеж што е слушна претходно сега ќе биде целосно изгубена. Незините потреби лично како жена да се почувствува убаво, да си купи козметика, парфем, да си дозволи фризер и такви, тоа како што кажав, се покрај основните потреби е за нив луксус и затоа никогаш не си го дозволила. Тоа не знам, веројатно од свадбата или некоја друга блиска свадба не била на фризер и нема добиено соодветен третман како жена. Не искажуваш он дека има болки, не кажува, трпеше. И одеднаш и пукна му срце на место, баш на Нова година и така. Не искажуваше пред вас? Не искажуваше пред нас дека го боли. Ја го гледам дека не му е добро, дека го боли нешто и го прашувам, кажи ми што ти е, што те боли. Он се вика, ништо не ми е и се ќути. А се гледа болен човек, дека му е нешто, не е без ништо. И така, одеднаш на Нова година си седевме до 3 саат, за да си легнеме да спиеме, он падна и не стана. Раде собирал се во себе, трпел. Никаде не кажал дека нема, молчал, а не кажувал и дека го боли. Само од една причина. Све нема пари. Така. А дека една несреќа никогаш не оди сама. По смртта на татко му Милан, еден месец седел без струја, на свеќа пишува домашно. Мрак во душата, мрак во домот, неплатениот долг и неможноста сега по смртта на таткото да го исплаќа, значело дека Милан и Стојна ќе останат во мрак. Подоцна направиле договор за рати, па струјата им ја уклучиле повторно. И нема тука утеха. Зашто ми е најкриво? Најкриво ми е зашто не оти да се лечи. Тој ми е најкриво. Зашто можеше да се спаси. На некој начин би се спасил 100%. Ама не оти да се лечи. А сеќавањата се само на убави моменти. Раде бил добар, грижлив, но се си собирал во себе. А Стојна го сакала, баш заради добрината. А не давал да се каже дека немаат никаде и никогаш. Срам, немоќ, но и тага заради неуспехот. Јас због него сум живеела овде, ако не би, он не би седела ни 5 минути овде. Само поради него, зашто е бил добар со мене. Како Киген го знаат сите, а името да го кажеш, да го прашаш Радосав се вика он. Кој е Радосав? Поима немат кој, а Киген кажи, сви го знаат. Бил добар фудбалер, али. Од родителите не му дозволиле да остане таму и ништо. Све му пропаднало. Супер, секој ден фудбал, ме тренира фудбал, он ме тренираше фудбал. Заради него сум денеска што сум. А зашто најчесто мама се нервира? Зашто го нема тата? Сама како може да бидам среќна? А сега се е превртено наопаку. Криво е заради нереализираните планови. Криво ми е што немам услови за живот. Ете, во една соба сум, ова соба, немам кујна, немам купател, немам овде да се бањаш, кој векс. Во една соба да живееш. Тој ми е криво. А на прашањето дали е лута на некого, одговара Тивко. Па што и да сам љута, што?
Джабе. Стојна не работела досега. Се породила со царски рез, а во 7-миот месец и пукнала раната. И цели 12 години не се оперирала, зашто мислела дека треба многу пари. Дури сега, пред нова година, ја направила операцијата, заради тоа што сватила дека таа му е се на Милан и не смее да го остави сам, а тој е тука за да помогне. Најтешко ми е кога ќе видам дека се нервира. И помагам за се. Од кога се опериса, секој ден и помагам. И мијам садови, се, за дрва, ставам дрва да не дига тешко. Не сме ништо да дига тешко, јас се дигам. Се е на мене. Од примање имаат само пари за издршка. Помош од нејзините од Радовиш и по некој комшија. А Милан е свесен дека немаат. Па знае дека нема и нема што да бара. Бара колку имаме. Ја не барам како другите по 200, по 100 денари, а до 50 денари максимум, повеќе не. Знае дека нема и нема да бара. Но разбира. Кога последен пат си купила нешто стојна за себе? Последен пат, па пред 5 години. Пред 5 години сум купила нешто. А за Милан? Купувате или му даваат? Му даваат. Еве, комши тие што викам што ми даваат пари, што ми помагат, му даваат од моите сестри, му даваат и облека и патики од братучет во Швајцарија имам еден. И патики му даваат и облека од тие. И така. Скромното семејство живее мачно, сплотени во тагата, срекни што се имаат еден со друг. А Милан и ја пофали мама. Мама прави најдобар зелник. Пици, се. Да, многу убаво. Многу убаво ги прави. Летувањето за ова семејство е мисловна именка. Никогаш. Не сме биле. Нигде. Кај ќе идеш? Во една соба, 15 години сме. Немаме за живот. Кај ќе идеш на летување? Дома? Не, нигде не сум бил. Ми дадоа еднашка шанса преку школа да идам во Охрид, ама бидејќи немаме пари и не отидов. Болна е приказната. Текот е суров, но можат ли жилбите да променат нешто? Па стрекне што ќе ме направи. Па здравје пред се. Здравјето е на прво место. По едно купатило да има. Да има кај да се бања. Тој ми проблем најголем. После се постепено ќе си дојде на своје. Па, ние немаме купатило, би сакал купатило да имаме, да, соба за мене. Како што реков, интернет, со компјутер да можам да се играм со другарите, се. Посакувам магично да се избришат сите проблеми, сите долгови, да се случуваат само срекни моменти и сето тоа што било тешко да остане позади нив, никогаш повеќе да не ги срете. Приказната на оваа самохрана мајка значеше вистински аларм, кој го почнуваме со посета, но претходно набавивме производи од нашите соработници со големо срце. Со оглед на тоа што беше период на новогодишни празнувања, неминовни беа новогодишното пакетче и мала декорација за во домот. Здраво. Одиме да ги запознаеме сега Стојна и Милан. Милан. Така? Да ги зарадувам.
Двочленото семејство не причека со надеж во очите. Оваа година немаа ни елка, ниту нешто што потсеќа на нова година. Тажат, вели Викторија. За нив нова година не е извор на среќа, ами болка. Разговаравме со нив, ни ги покажаа сликите од срекните моменти. Напати Стојна ќе офнеше од болката заради операцијата која ја имала пред неколку дена, додека Милан се грижеше огнот да не изгасне. Знаеш што треба да направиме, Милан? Интернет, страница, домашни кифлички или домашно месено на мама и ќе готви ти бизнеса. ги продаваш. Може такво нешто? Па што? Па може. Со собраните информации и советување за повторна средба си заминавме. Тја да ве поздравиме тука. Мило ми беше, значи се гледаме. Ајде, мило ми беше, значи после кога ќе се вратиме со насмевка. Добро? Може? Ајде. Викторија, бевме кај семејството на твојата тетка. Многу емоции и за жал ќе кажам дека стварно се тешки условите во кои што живеат. Генерално нашата емисија знаеш дека се занимава со поинакви работи, да, меѓутоа поради целата ситуација, јас не можам да ветам дека можеме да направиме чудо, меѓутоа можеме да се обидеме, да им помогнеме. Тоа што најнеопходно има, можев да видам дека е тоа што немаат купатило и креветите не се во добра состојба. Целата полуќина е стара, ама нели најнеопходно приоритетно е купатило да Так, ние ќе испратиме апел до сите хумани луѓе кои што сакаат да му помогнат на ова семејство, да се јават и да помогнат, да понудат што е тоа што можат да го направат. А ние ќе се држиме до она кое што е наше, дека ќе им направиме еден ден да се чувствуваат вистински VIP и ќе се обидеме да ги израдуваме. Ние имаме уште едно изненадување за нив. Ама јас ќе им го кажам кога ќе се вратиме, кога веќе ќе почнеме да ги шириме насмевките, а тебе само ќе ти шепнам за да бидеш и ти порасположена. леле, многу ќе се израдуваат. Да. Така да одиме сега за да ги најдеме насмевките таму некаде кај добрите луѓе, може? Да, ајде. Готово. Од денес ја почнуваме рубриката Исполнете желба. Креирајте среќа. Ве повикуваме вас, компании, драги луѓе, хумани срца, да помогнеме заедно. Мајката Стојна и синот Милан од село Мршевци, чиј татко Раде починал лани на Нова година, ќе ги направи среќни само едно. Па стрекни што ќе ме направи? Па, ние немаме купатило, би сакал купатило да имаме. По едно купатило да има. Да има кај да се бајне. Тој ми проблем најголем. После се постепено ќе си дојде на своје. Потребни ни се плочки и санитарии, водоводџија, гипсмајстор и архитект. Пишете ни. Со оглед на содржината на нашата емисија и она што сигурно можевме да им го понудиме на Милан и Стојна, е ден за паметање. Додека во позадината, после испратениот апел, ги баравме сите потребни материјали, мебел, работна рака, за да им исполниме најголемата желба – купатило. Важно ни беше да ја видат убавата страна на животот, како што ни рече Викторија, дека не е се така црно. А добрите луѓе веднаш изреагираа. Оние кои први се пријавија се архитект и водоводџија. Проектот го изработи Андреј Клинчаров, кој дојде и измари и ја утврди состојбата. Андреј е познато телевизиско и манекенско лице, но по професија е архитект, и тоа архитект со големо срце. А на лице место уште еднаш го побаравме за детали. Само идеме со првата или со втората опција, значи со целосното веќе
правиме од крај до крај Ова од тука до тука. Значи од тука до тука. Нели не е целосно како му доаѓа. Значи вака преградена. Така преградено и да има дел од левата страна, затоа што нели две опции ви пуштив, од левата страна да има делче за остава. Тоа за остава не, пошто беше и водоводжијата и го виде и рече нема потреба, многу е мала, а генерално ќе му треба поише простор однос на цевки, не знам што. Така да значи идеме со таа варијанта, како ми рече дека е 240 на не знам колку. 260 на 2,10, 2,20 нешто така. Ти го мислиш тука до 2,60 Ти го мислиш до овдека, до вратава? Не. Да, малце по налево, до таму. Добро, добро. Сега, она што ни е прашањето е висината и дали идеме со плочки догоре или идеме на пола плочки. Од под до таван е 260 сантиметри и најповеќе доколку вие обезбедите плочки за целото купатило, да идеме со плочки од доле до горе, значи целото веце да си биде заштитено од влага, така да можат луѓето комотно да си го користат вецето без некаков проблем. Добро, добро. Значи, од прилика колку квадрати плочки би ни требале тогаш? Ако е таа варијант? Би ни требале околу 20 до 25 квадрати и јас би ставил уште 2-3 квадрати затоа што сепак е тоа материјал кој што може да се искрши при транспорт или при монтажа. Така да некои 28 квадрати би биле сосема доволни за целото веце. Добро. И само уште нешто, значи идеме со туш кабина, со направено, како му доаѓа тоа, вие го викате тоа цокле? Или не? Со цокле, да, туш кабина со цокле и вратичка мала за да ја заштити од прскање. Во вецето секој си има туш кабина, ВЦ, остава, дел за остава, за пешкири, машина за перење, така да ќе им биде сосема функционално и провалида. Океј. Ти благодарам, Андреј. И благодарам многу што ни излезе во пресрет. Овие... Штета што не можеше да дојдеш тука во живо, меѓутоа е вака. Видео кол исто ни функционира. Да, добро, втор пат не може трета мајка ќе оди на повтор. Да, после на готово, кога ќе биде све спремно, обавезно. Ти прв ќе ја пуштиш чешмата, може? Океј. Така, фала ти многу, па се слушаме пак. Ништо, ајде убав ден таму, поздравите ги луѓето. Чао, чао. Фала, поздрав, чао. Иве, кажете чао и вие камермани. Јане беше вториот човек со големо срце, кој како водоводжија несебично ги стави на располагање своите услуги и не извести за се што ќе ни треба. Ајде да ми кажеш сега што се може да се направи од ваквата фактичка состојба. Значи овде можеме да направиме значи во оваа состојба да ставиме преграден зид и да го направиме купатилото. Значи едниот дел да го искористиме за купатило. Имаме ли некаков проблем, нешто што може, што е специфично? Моментално имаме проблем со доводот и одводот. Значи тоа мора правевме, нели ја видовме ситуацијата, може да се изведе. Значи одводот и доводот сега малку ќе имаме одоздоле пошто ќе се води по плочата до постоечкиот одвод, пошто они имаат надвор, значи до тука немаат добар Треба одвод да се и копа довод. нешто да се... Не, значи ќе има штемување тука и и да се поврзе со јамата. Добро. Така. Во однос на материјал, што ни е потребно? Значи цевки, големина, такви работи, што све ни треба? Цевки ФИ 110 за одводот ќе ни требаат, тука после за разводите, тоа е главната линија што треба да е, и ФИ 25 ППР. Значи, која треба да ни дојде како доводна и одводна цевка. Значи, тоа до купатилото. Во купатилото разводите, значи ФИ 20 и 25 исто за топла ладна вода и другите разводи ги имаме. 50. Добро, чешма ни треба, значи за... Чешма ти ни треба туш батерија. Туш батерија и ни треба за лавабо. И за умивалник, значи за лавабо една, и ќе ни треба после за кујната една чешма. Кујната овдека, што ќе правиме сега со кујната? кујната? Ќе биде во таа соба, значи на истиот ќе зид преместиме. со купатилото, така. Ова кујна ќе ја преместиме во другата соба. И тргнавме во еден убав ден.
Прво одлучивме да го израдуваме Милан. Милан е влюбеник во фудбалот како што бил и татко му. Сакал да тренира, ама средствата не се наоѓале. Затоа одлучивме да побараме и дојдовме до фудбалски клуб близу неговото село. А што се случи понатаму, ве оставаме да погледнете. Здраво, Милан. Здраво. Јас сум тренерот Маријан. Од денеска си нов член на фудбалската школа. Среќа. Фала. Од утре те чекаме на тренинг. Твојата задача е само да бидеш редовен и да ги слушаш сите тренинги. Кажи. Ајде, со среќа. Фала. Поминеш Среќа, сите со другачи. сигурност да познаеш. Ова е Милан, нашиот нов член. Здраво. Јас сум Маријан Гроздановски, тренер во фудбалската школа Гроздановски, која што се наоѓа во населба Илинден, поточно во Марино тренираме. Нашата фудбалска школа постои веќе 2,5 години. Си се надпреварува во сите генерации во првенството во Македонија. Има 150 на дечиња од прилика, кои што се од 6 години до 13 години возраст. Се надпреваруваме, како што кажа, во првенство во Македонија. Исто така одиме на турнири надвор од Македонија, сме учествували на повеќе меѓународни турнири, исто така и секое лето правиме кампови заедно со нашиот најдобар фудбалер Горан Пандев. Милан како ќе се вклопи? Па мислам дека Милан, пошто се знае со повеќето дечиња, мислам дека ќе се вклопи многу добро, затоа што нашите дечиња обавезно многу брзо прифаќаат нови членови, така да мислам дека ќе се вклопи многу брзо, ќе го прифатат. Сега него како што кажав, значи ќе биде редовен на тренинзи, да не слуша нас тренерите, пошто тоа не сумњам дека ќе го прави. Се друго е на нас. И после кога ќе стане познат фудбалер, Тогаш прво ќе треба тебе да ти обезбеди карта, затоа што сепак ти го организираш ова, а после секако и нас. Фудбалска школа! И ова е само почеток. Следната епизода носи нови изненадувања за Стојна и Милан.